Site zemni osnovi ke se raznišat, sinovi na Svevišnji od ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sudite me pravedno, pogrevo pristrasno. Ne pazite na siromat, praveden i beden. Sinovi na Svevišnji od ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Vraćam pak kaj tebe, Tatko moj nebesen. Se vraćam pak kaj tebe, na kolena molitva pokajnička, prosti mi. Se odkažav od grehov smrten, Tatko moj, mir vam. Luka 15. glava, продолжуваме, Татко мой, отвори ми ги овие слова, нека бидат живи слова, нека ги допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов, од Твојата милост, да се покајат во срцето, да ги исцелиш, да разберат зошто сме дојдени на земјата, дека Ти си нашиот небесен Отец, дека имаме Татко на небесата, кој не љуби сите, кој не создал сите и долго трпеливо не чека да се покаеме. Со очите да видиме, со ушите да чуеме и со срцето да разбереме и да се покаеме. Слава Ти, Господи Исусе Христе, Исус и грешниците, и грешниците. Еден стих вели, не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците. Грешниците на покаяние, а има ли праведници на земјава? Од многу праведници ја дотеравме до овде. Армагедон, она што се случува во Македонија, лето Господово 2019, каде се разградува се што е вредно, а се представува се што е невредно и сатанско за добро, се приближуваа кон него сите цариници и грешници. Сите цариници и грешници. Знаете, грешници знаеме што се, но цариници што се? Испаѓа дека во Израел имало многу цариници. Цариник е оној кој царини се, цариниш збор, што ти рекол некој, цариниш дали некој ти дал, не ти вратил. Цариниш дека некој има повеќе од тебе. Цариниш, мериш кој што ти рекол, кој што ти направил. Од срце, наместо бесплатно добивте Божиот принцип, бесплатно давајте. Тоа се цариници. Царини се мери, се царини. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. А фарисеите и книжниците не го дуваа, тие што се праведници, нели, по наводници, што го знаат писмото, овој прима грешници и јаде со нив. Исусе, те сакам, Исусе, слава Ти, сила Исусова во секог од вас, кој ќе рече, дојди Исусе во моето, во Твоето срце. Но тој им ја каже оваа парабола и рече, кој од вас, ако има 100 овци, пазете, и ако изгуби една од нив, нема да ги остави 99 овци во пустината и нема да оди да ја бара загубената овца. Се додека не ја најде. Се
додека не ја најде. Загубената овца, може би сум јас таа загубена овца или ти, брате и пријателе, која ја бара Исус, која ја бара нашиот Татко Небесен, да се врати во Божјото царство на небесата, да се сети зошто паднала на земјата, да се сети дека јаде од дрвото на познанието на доброто и злото и знае што е добро и зло, и греши, и не љуби, и осудува, и граба, и сака да е над другите, и е вавилонство, и е сатанство, и откако ќе ја најде загубената овца, додека не ја најде, тој е нашиот Татко Небесен, ќе оди зад загубената овца, додека не ја најде, а кога ќе ја најде, ќе ја крене на рамо, радосен. Слава ти, Исусе! Небото се радува кога еден грешник слегува една песна ќе даде Господ, ќе се направи во името на Исус, Татко мој. Кога еден грешник ќе се преобрати и кога ќе дојде дома ќе повика пријатели и соседи и ќе им рече радувајте се со мене, зашто ја најдов мојата загубена овца, еден грешник кој се спасува. Овца е слика на категорија на послушност, на стадо кое го следи овчарот, зашто ние треба да поминеме низ оваа долина на сенка смртна. Ова училиште за љубов, низ оваа долина, низ оваа земја, низ оваа пустина. Ви велам дека така и на небото ќе биде поголема радост за еден грешник кој се кае, отколку за 99 праведници што немаат потреба од покаяние. Или која жена ако има 10 драхми и ако загуби една, нема да запали светило, да ја измете куќата, душата, ти си куќата, црквата и душата, да ја бара внимателно се додека не ја најде. Процесот на избирање на Исус долготрпеливо и милостиво е се додека не те најде. Каде да те најде? Па во твоето срце, во неговото срце, во твоето срце, да го примиш Исус, да разбереш дека треба да научиш да љубиш, дека љубовта покрива многу гревови, дека љубовта е сила Исусова, дека кој простува, тој победува. А штом ќе ја најде драхмата, овде сум во Егејска Македонија, тие нарекле дале 3 имиња на Македонија. Знаете колку е тешко да тврдиш дека нема македонци, да ја земеш територијата. Знаат луѓето дека си ја земал со пушки и со крв. Тоа е сатанска доктрина. Најдобро би било да се покаеш, да го признаеш тој народ, да ги отвориш границите и да живееме како христијани и пријатели. А штом ќе ја најде загубената драхма, може би си ти таа загубена драхма, брате и пријателе, а штом ќе ја најде, радувајте се со мене зашто ја најдов загубената драхма овде на плажата во Неапори. Луѓето шетаат наутро, се радуваат, пеат, пијат, а не го познаат Бога, како во деновите на Ноја која го правеше ковчегот. Секој од нас треба да го направи бродот, ковчегот, во кој треба да заплови кога ќе дојде огненото езеро, кога ќе дојде крајот, кога ќе дојде Армакедонот. Да се признае Исус. Таква радост, ви велам, станува и пред ангелите Божии за еден грешник кој се кае, за најдената драхма, за загубената овца која е најдена. Ние зборуваме за изгубени луѓе на земја овде, во пустинава. И рече еден човек имаше 2 сина, продолжуваме понатаму, помладиот од нив му рече на татка си: татко, дај ми го делот што ми припаѓа од имотот. Ние можеме тој реално да го разбереме и да го разбереме како паднатите ангели и оние што останале горе. И таткот им го раздели имотот. По неколку дена помладиот син, кога собра се од имотот, отиде во далечна земја, таму го потроши својот имот, живејќи развратно овде на земјава. Тоа е метафора за небото и земјата. И откако потроши се, настана голем глад во таа земја и тој се најде во мака. Знаеш, на земјава имаш нешто, ќе потрошиш се. Кога човек е болен, се ќе потроши. И повторно болеста не заминува, зашто таа не се троши, не се купува со пари. Болеста заминува кога ќе го повикаш Исус, кога ќе се покаеш во твоето срце, кога ќе го повикаш да живее во твоето срце, и тогаш пламенот што е во тебе, духот животен што е дувнат од Исус, ќе го разгори твојот пламен, пламенот на љубовта, и ќе изгори се што не е од Бог. Тоа е всушност и велми и упреку, втората смрт, огнено езеро, но првин треба ти да умреш, да му дадеш Исус, Исусовата волја да биде во тебе. И откако потроши се,
Od ta zemlja se najde maka, pa otide ka jedan čovjek, od ta zemlja, ova zemlja zad mene, okolo vas, i se pogodi, to go prati po svoja volja da pase svinji. Te svinje, kategorija svinjata se vraća v kalta. Ke se izmije, pak se vraća v kalta. Čovjek što gi povtorува grevovite, pesot se vlake na svoja ta blujanica. To isto kategorija, ke isplukaš nešto, pa ke osobereš, ke go izližeš, ke kažeš nešto, pa ke se povratiš, nepostojano. Si stradem beše, znači ke svinjite je praten, da go napolni svoj stomak, makar i sorokčinje što gi jade, a svinjite, no nikoj ne mogi davaše. Čovjek te gladen za Božjata ljubav. Čovjek ne se hrani samo od lep, tuko od sekoj zbor što izleguva od ustata na Boga. Ako ga dojde na sebe, si reče, koliko najemnici kaj tatko mi gore, imat lep vo izobilje, a ja pak tuka umiram od glad. Čovjek od bez ljubav umira. Ako ljubav nemam, ništo ne sum. Ako ljubav nemam, telo to bez duh je mrtvo. Duho te to je što oživuva. Znači, jadete, ovo je moje to telo, pijte, ovo je moja ta krv, se odnesuva na ova, na duhovno to slovo koje treba vo duh da ožive vo tebe, da ti je živ duh, od inakud ke go čitaš samo. Ima jedan stih koji veli, doađate kaj mene i gi čitate slovata, gi proučuvate pismata za da vi dadat život večen, a ne doađate kaj mene, veli Isus, za da vi dadam život večen. Ke stanam i ke otidam kaj tatko mi, znači sino što go potroši svoj timot i ke mu rečam, suštinata, ona što treba sveko od nas da go napravi. Tatko, na moj nebesen tatko, nebesen otec, pogrešiv pred tebe i pred nevoto. I ne sum veke dostojen da se narečam tvoj sin. Primi me kako jedan od svojite naslednici. Apostol od Pavle veli, ne sum dostojen da se narečam apostol. I jas ne sum dostojen za bilo što. Ako duhot na moj otec ne zboruva, kovak je zastanem pred ovije Božji slova, mi zatreperova dušata. Jaz gi govoram, odnosno toj govorin iz mene, slovata na se mokni od Bog, gi zapišal ova. A vi će go potrošite život, od ovdje jadat, pejat se, veselat. Se obidovam da najdam nekoga, da mu svedočam za Isus. Dok vidite nekoga ima luje koji ne se zainteresirani, jednostavno koji se dovoljni sami na sebe, nema problem, ima sredno neki sredstva i uživat. Jade, a pije, a se veselija do posljednjih dni, pota nastana potopot. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, pa stane i otide kaj tatka si i koga beše ušte daleku, sinot. Znači, ako ste skarani so vaši od tatko ili so vaši od roditelj, treba da go napravite ova videjki. Ako nekoj saka da vidi dobri denovi, pišano je, da si izmiri so majkamu i tatkomu. Pa stane i otide kaj tatka si koga beše ušte daleku, go vide negovi od tatko. Se sožali na nego, pa potrča go pregarna i go celiva svet. Celiv, isceliv, prostuvanje, sistem na hristijanstvo, prosti im tatko ne zna što pravat. Isus raspnat, se mokni od Bog prebiva u Isusa sveta polnota, rasplat na krsto, doađe da ne otkupi, od kanđite na sotanata, od pogrešni od izbor i ne se luti, ponizen do smrt na krst. Veli, prosti im, tatko, ne znat što pravat. I sinot reče, tatko, zgrešiv protiv nebota i pred tebe. Ne sum veke dostojen da se narečam sin. Prosti mi, tatko moj, za se koji moj grev, za se koja misla, za se koje ogorčuvanje. Nauči me da ga ljubam site, nauči me da čekoram kako Isus. Obleči me so sila od ozgora. Isceluvanje vo duh, duša i telo nasite oni koji će reći, te sakam, Gospod Isuse Hriste, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Dojdi po Makedonije i pomogni mi. A tatko to im reče, naslugite svoj, iznesete na ljubava obleka, oblečete go, dajte mu prsten na rakata njegova i obuvki na nozete. Vidite nekoliko čekori i ljadnici godini po jedan den se preminuvate kako napravite to. Tatko moj, tatko, ni imame tatko na nebesa, to odpadnati sme. Prvi odpate su satanata koje frle na zemljata. Zato je sozdadena zemljata zaradi satanata i njegovi demoni. A potom Adam koji se uoplotil od čovjek, od zemlja, sov dah na duh, povtorno neposlušnost kon Bog. Jade od jedinstveno, to nešto što ne smije da jade. Ovdje gledam deca, znate, roditelji te gi vaspituvat. Ako mu je zemeš na detetu igračka, tak je urla. Ako ne mu kupiš sladoled, ako ga udriš po rakata, kako da okolat ke vika. Taka naši od tatko ne ubeduva nešto što ne je polezno za nas. Nije mislime da je važno nešto, a ne je važno, ovdje sme kratko minljivo, ovdje sme privremeno, po učilište. A gore imame večen dom, nebesna tatkovina, Ar Makedon esti,
второто Христово пришествие, станете мртви да влезат живите. Па доведе едно сгоено теле, таткото, заколете го да јадем и да се веселиме. Кога ќе се преобрати еден грешник, зашто овој мој син се однесува на секого од нас, мртов беше и оживе. Мртов беше и оживе. И ти си сега мртов без Исус, без дух си мртов, зашто телото умира. Секој ден умираш, старееш, те боли нешто, имаш проблеми. Мртов беше и оживе. Изгубен беше и се најде. Духот е тој што оживува, телото ништо не помага. Зборовите што ви ги кажав, овие се дух и живот, но треба во дух да се примат, во распламтен дух, Отецот да ги зборува, не луѓе. Кога ги зборуваат луѓе телесниот човек кој не го разбира духовното, прават доктринални поделби. Католици, православни, протестанти и друзи писмознанци, садукеи, фарисеи, првосвештеници. Тоа се оние кои го распнаа Исуса. Тоа се тие што го распнуваат и денес Исуса, бидејќи црквата е на Исус мало стадо. Не плаши се мало стадо, ви се дава царство Божјо. Не плаши се мало стадо, ако љубиш ко Исуса. Не плаши се мало стадо, ако врвиш по Исуса. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ова е една од песните кои слегуваат како читување. Зашто овој мој син мртов беше и оживе, изгубен беше, изгубената овца и се најде, додека не ја најде. Така да они кои тврдат дека има вечно проклетство, сега ќе дојдеме до еден момент, од една протестантска заедница една жена коментира таму на заветите што ги поставил. Ова е 201-иот завет. Слава ти, Господи Исусе Христе. Вчера го снимив 200-тиот. Знаете, се чудев порано како можат некои луѓе толку долго да зборуваат за Исус, додека едноставно духот не дојде во тебе. Ако е нешто од луѓе ќе пропадне, ако е нешто од Бог ќе остане. 201-иот завет. И во едно таков коментар на социјалните мрежи од протестантска заедница, веројатно некоја жена ми вели: Господ дозволува предавства, пазете, Господ, не вели таткото мој, дозволува, Господ дозволува предавства заради вечниот пекол. Тие зборуваат за вечен пекол, за вечен оган. Вечен оган, да, вечниот оган е Исус. Вечниот оган е, мојот Бог е оган што согорува, тој согорува се што не е љубов. Бог е вечен, Отецот мој, тој е љубов. Љубовта е долготрпелива. На повеќе места е пишано, љубовта никогаш не престанува. Бог никогаш не престанува. Бог е вечен и се присутен. Само Бог е вечен. Таткото наш, Отецот на небесата, Отецот на духовите. Сето друго се состојби. Значи, вечен пекол е состојба. Кога ти си надвор од него, кога ќе дојдеш во него, ти стануваш во вечниот оган, бидејќи само Бог е вечен. Не постои пеколот пред Бог или огнот пред Бог. Бог е оган што согорува. Тој создал се, од него е се и се во него се држи. Значи, земјата е подножје на нозете негови. Вчера имав едно видение, но треба да го раскажам во дух. Однаш се отвори порта. Го зборував, а пеев песната Татко мој, небесен, влегов во морето. И однаш се отвори, станав безтелесен, се крена раката на мојот Отец, а земјата е подножје на нозете негови. Од нозете негови ме подкрена. Знаете, и потоа ме заврти назад 3 пати. 3 пати влегува во духот и ме враќаше назад. Се направи мост, врска, трајна врска од моето срце, од срцето на оној што верува и му го предал на Исус, Божјото царство, патека. 3 пати ме враќаше назад, но тоа ќе го раскажам друг пат. Значи, беше и почнаа да се веселат, изгубен беше и најден, а таа вели вечен пекол, Бог е вечен. Милоста негова е вечна, он вечно не се лути. Да се цитати од Светото писмо, вие како го разбирате? Додека не ја најде загубената овца, еве го стихот. Изгубен беше и се најде и почнаа да се веселат, а постариот негов син беше в поле, се категорија на несозреан и на враќање кога се приближи до куќата слушна песни и игри. Дали ние умееме да се радуваме кога еден грешник ќе се спаси? Првите ќе бидат последни, последните ќе бидат први. И тогаш повика еден од слугите и го праша што е ова. И покажува состојба на љубомора, на лицемерно братолюбие. А тој му рече: брат, ти си дојде и татко ти закла сгоено тело. Кој е брат? Па сите овие што ќе се преобратат се браќа и сестри, затоа што повторно здрав го доби.
Значи, татко му закла здрав, тој се налути, братот, постариот син, не сакаше да влезе, тогаш излезе татко му и го молеше. Нашиот татко го моли. Замислете, долготрпелиот татко кој дојде и во Исуса се распна, ја пролеа својата крв и ни кажа прости им, татко не знаат што прават. Како што таткото овде на своите деца, кога замислете еден татко на земјата да ги остави своите деца на вечна скара, на вечен жар да се печат, ке мислите дека е ненормален, да им се лути, да не им простува. А колку повеќе нашиот небесен Отец кој е совршен, тој е љубов, он простува, милоста негова е вечна, он вечно не се љути, љубовта негова никогаш не престанува. Тој долготрпеливо не чека да се покаеме додека не ја најде. И ја најде загубената овца и закла теле. А тој му одговори, сега другиот син, за него колеш теле. А тој му одговори, татка си му рече, еве ти служам толку години, служам, ја знаеш ти од кога сум го примил Исус, никогаш не ја прекршив твојата заповед, а ти за него се радуваш повеќе. Не си ми дал ниту едно јаре. Еве го цариникот. Он царини човеку. Што овој прави? Не царини. Остави му на Бог. Остави на Бог. Цариниш зашто не му дал јагне, а тебе теле. Оценуваш, мериш. Кому? Не си ми дал за да се превеселам со моите пријатели. И кога дојде овој твој син, а тој е негов брат, љуби го својот ближен како себе си, цариник и грешник, што го упропасти својот имот со блудници, делумно седи кај него, се негово е твое, а нема љубов. За него ти закла сгоено теле. Тој му рече, синко, сине, тебе ти зборувам, ти си секогаш со мене. И се мое е твое. Така слезе една песна, се мое е твое. Значи, ова од протестантската теница Бог дозволувал предавство заради вечниот пекол. Значи, Бог и тие веруваат, значи, во една протестантска комбинација дека ништо не можеш да промениш, не треба ништо да правиш. Бог однапред одредил кои ќе бидат лоши, а кои добри. Ние само треба да по благодат сме спасени, да чекаме, да бидеме пасивни христијани, да бидеме цариници, писмознанци, првосвештеници, садукеи, фарисеи, оние што го распнуваат Исус ката ден без љубов. Се мое е твое, синко, ако дојдеш и го направиш тоа, татко, погрешив пред тебе и пред небото, и пред мене, и пред него, и пред самиот себе. Исусе, те сакам, дојди во моето срце и помогни ми, дојди во Македонија, на Македонскиот полуостров, и помогни ми да излеземе од кругот сатански грци, бугари, албанци, црногорци, срби, хрвати, словенци и сите други. Да се љубиме еден со друг. Да се љубиме еден со друг, како што ти не возлюби. А на учениците своим рече, си беше еден богат човек, значи, но требаше да се зарадуваме и развеселиме, зашто овој твој брат беше мртов и оживе. Мртов и оживе. Без дух си мртов, без Исус си мртов, умираш. И оживе. Изгубен беше. И се најде. Кога ќе се најде изгубениот? На било кој начин. Дали ќе помине низ оган, дали во првата смрт, душата на суд ќе помине низ оган. Иако делата се добри, ќе поминат, ако не ќе изгорат, самиот ќе биде оштетен за духот негов. Овде е пишано, читајте во дух. Ахмар сихин бил ахманай, јас не зборувам од себе, татко мој, ти зборувај низ мене. А на учениците своим рече, си беше еден богат човек кој имаше настојник. Тој беше наклеветен пред него дека го растура неговиот имот. Настојник, пазете. Тој го повика и му рече, што е ова што слушам за тебе? Тоа се приказни кои ни ја покажуваат состојбата во христијанството и во луѓето. Дај сметка за раководењето. Зошто веќе не ќе можеш да бидеш настојник? Пазете сега што прави тој. Настојникот си рече во себе, што да правам? Господарот мој го одзема од мене раководењето на куќата. На која куќа? На твоето тело, на црквата, на заедницата. Да копам не можам, да просам се срамам. Да просам се срамам, да копам не можам. Не сака да работи, кој не работи не треба да јаде. Да просам. Што да просиш? Сила и љубов од Исус, татко, прости ми. Тоа е просење. Погрешив пред тебе и пред небото. Знам што да направам, за да ме примат во своите домови. Откако ќе бидам отпуштен од раководењето на куќата. Ова е веќе сатанска доктрина, вавилонство. И кога го повика должниците на својот господар, кои не се негови, поодделно му рече на првиот, колку му должиш ти на господарот?
Тој одговори 100 мери масло и му рече, земи си ја по тврдата, седни бргу, напиши 70. Потоа му рече на другиот, ти колку должиш? Тој одговори 100 мери пченица. Аха, му рече, земи ја по тврдата, напиши 80. Пиши, бриши. Како што денеска, например, го променија името на Македонија, пиши Северна, дај парите, ќе ги поделиме ние пратениците. Народот го оставивте таму со бомби, со полиција го мававте. Исус ке суди на сите. Исус ке суди на сите. Нели се плашиш платенику, што го продаваш својот народ од Исус? Македонија е Исус Христова земја. Он ја запишал и именувал. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Потоа му рече на другиот, 100 мери, напише 80 и го пофали господарот, несправедливиот настојаник, зашто постапил досетливо. Кој господар? За кого зборува тој? Два господари имаш. Или му припаѓаш на Исус, или му припаѓаш на сатаната. За кој господар станува збор? Зашто постапил досетливо, зашто синовите на овој свет, сатанската природа, кон својот род се подосетливи, поитри, полукави, да се досетиш со својот ум, јаде од дрвото на познанието од синовите на светлината, кои по Божја волја постапуваат и го љубат својот брат како себе си. Јас ви велам, создадете си пријатели преку неправедно богатство, па кога ќе осиромашите да ве примат во вечните живеалишта. Значи, тој вели да служиш честно. Верниот во малку и во многу е верен. Несправедливиот во малку и во многу е несправедлив. Па така, ако во неправедно богатство не си верен, те сакам, Исусе, кој ќе ви го довери вистинското? Вистинското богатство е на небесата. Царството Божјо, каде се мое е Твое. Што е Твое? Божјата сила е љубов. Да бидете како богови, синови сте, ќе умрете како луѓе, синови човечки. Слава Ти, Исусе. Слава Ти, Господе. Те сакам, Исусе. Те сакам, Христосе. Иако во туѓото не бевте верни, кој ќе ви го даде вашето? Ниеден слуга, еве ја суштината, не може да им служи на двајца господари кои се. Едниот е Исус, другиот е сатаната. Зашто или едниот ќе го замрази, а другиот ќе го засака? Или на едниот ќе му угоди, на кому ќе му угодиш, а другиот ќе го презре? Ќе му угодуваш на сатаната, на себе си, или ќе го љубиш својот ближен како себе си, ќе простуваш, ќе претрпиш штетата, како Исус Христос. Како Исус Христос, те сакам, Господи Исусе Христе, не можете да му служите на Бога и на мамо, на македонски политичари, кои ја продавате татковината, наместо да застанете да го повикате Исус да не води. Вие не водите сите во Армакедон, вие го разградивте собствениот народ, вие го продадовте братот свој, како што браќата го продадоа Јосифа. Вие го убивте, Каиновци го убивате Авела, но Авел не може да умре ако го повика Исуса Христа во своето срце. Не плашете се од оној што ви го убива телото, а душата не може да ја убие. Бојте се повеќе од оној кој може. Синовите на овој свет се подосетливи. Чија волја исполнуваш ти, синко? Твојата, сатанската или на Исус? Сето тоа го слушаа фарисеите што беа сребролюбци. Фарисеите се свештеници, писмознанци. И му се подсмева и им рече, вие се правите праведни пред луѓето, но Бог ги знае вашите срца. Бог ги знае и моето срце, и твоето. Зашто она што меѓу луѓето се цени пред Бога е одвратност. Законот и пророците беа до Јован. Оттогаш се проповеда Евангелието за Царството Божјо и секој со усилба влегува. Усилба, значи треба да се промениш, да умре стариот човек на крстот. Првата смрт, втората смрт, да му препуштиш се на Исуса, да му дозволиш да те обликува во љубов, да победуваш со љубов, да го победиш злото со добро,
da ги љубиш сите. Слава ти, Исусе, Архма Синди Рахма Райреј. Но полесно е небото и земјата да поминат, отколку една црта од законот да пропадне. Законот се исполнува око за око, зап за зап, а вие можете да победите, да бидете ослободени од законот, на денот на судот, ако се усовршувате во љубовта Исусова, ако постапувате како Исус. Секој што ја отпушта жената своја и се жени со друга, зборува за црква и за душа, извршува прељуба. Секој што се жени со онаа што ја отпуштил мажот, прави прељуба, зборови на телесно ниво и за душата и за црквата. Си беше еден богат човек кој се облекуваше во порфир и свила и секој ден живееше раскошно и се веселеше. Ги гледам се веселот раскошно. Еден сиромав по име Лазар лежеше пред вратата негова сиот покриен со красти, кој сакаше да се нахрани со трошките што паѓа од трпезата на богатиот, и кучињата доаѓа и ги лижеа раните негови. Дома, пред мојот дом, таму негде во центар, живее една жена, Ружа, со својот син. 15 на 20 години живее на улица. Ја прашам, како издржуваш? Исус. Исус ми дава сила. Така и тебе може да ти дава сила. Умре сиромавиот и ангелите го однесеа во пазувите Авраамови. Значи, зборува сега за евреите да разберат. Тие го знаат Мојсе и пророците. Аврам, нивниот прататко, умре и богатиот и го погребаа во пеколот, додека беше во маки. Богатиот, ево сега пеколот слика, ги подигнаа очите своји и ги виде оддалеку Аврам и Лазар во неговите пазуви. Тој не го гледа Исус и Отецот, го гледа Аврам и Лазар. Значи ти гледаш, например, Свети Климент, го гледаш Свети Петар, наместо да го гледаш Исус. Тоа е пониско ниво, телесно ниво, сликовница да разберете. Така да кога тој се мачи вон силата Божја. Некои луѓе се мачат на земјата, знаете. Видете, ти без љубов, кога си мртов, без Исус, ти се мачиш на земјата, го знаеш тоа добро. По известен период добиваш еден степен на незадоволство, гневност кон се. Ја гледам млади луѓе завршуваат факултет за драмски уметности. Ке се наполнат со состојби од драмите, ентитети, незадоволни, гневни, разочарани. Немаат љубов. Принципот на Еврипид Деусен Махина, дојди Господи, играј со мене. Тога што извика богатиот оче Авраме, не викајте никого татко освен небесниот Отец, аче Авраме, смилувај ми се, и прати го Лазара. Значи сега ние ќе му се молиме на Свети Климент да ја спаси Македонија и на Богородица. Не, Исус, Исус и само Исус. Те сакаме Господи Исусе Христе. Име над секое име, име на кое треба да му се поклони секое колено. Дадено му е име, Исус Христос, Синот на семокниот Бог. И ти ако врвиш по него да бидеш Христолик, да се претопиш во Исусовата љубов. И тој ми вели, оче Авраме, смилувај ми се и прати го Лазар, да го накваси врвот од својот прст во вода, да ми го разлади јазикот, зашто многу страдам во овој пламен. Тоа е огнено езеро, кога ти поминуваш во пламенот на љубовта. И немаш љубов што горува тоа што не е љубов. Тоа е процес. Знаете, кога умира стариот човек и полека имаш родение во дух, во Исус, и тоа е процес кој не е лесен. Боли кога ќе сватиш колку си несовршен, колку луѓето околу тебе се несовршени, колку немаат љубов без Исус, колку се мртви. Беше мртов и оживе. И ти си сега мртов без Исус. Треба да оживеш во Исус. Слава ти. Телесните болки се ништо. Поважно од се е да го примиш Исус и да одиш горе. Значи се отвори порта, небесна порта, мост кон небесата, кој можеш да поминеш во дух. Слава ти, Исусе. Царството Божје да биде внатре во твоето срце. Но Аврам рече, синко, сети се дека ти дека си го добил своето добро за богатиот, уште додека беше жив. Лазар злото, сега пак тој се утешува, а ти се мачиш. Ти покажува дека кој ќе ја зачува душата своја ќе ја загуби. Овде уживаш и ја тераш животецот, не даваш ништо, неправедно богатство, место да разделиш нешто. Ако е твое, не да крадеш од другиот. Освен тоа, меѓу вас има голема провалија на нељубов, бездна која не можеш да ја преминеш. Телесниот човек врзан за земјата не може да оди надвор. Тој е врзан за земјата и во земја се враќа.
Луѓето што остави се земно и врви по мене, кој Исус им е на прво место. Во дух, на третото небо, со тело или без тело, не знам, Бог знае. Освен тоа, меѓу вас и нас има голема провалија, така што оние кои би сакале да дојдат кај нас, не можат. Исто така и оние оттаму не преминуваат кај вас. Значи, кога сонувате мртовци кои ви велат едно или друго, добро треба да се размисли. Без Исус немаш перцепција, ти си слеп, мртов си, не разбираш, не го гледаш духовниот свет. Така да оние луѓе кои сонуваат, читаат, треба добро да се размисли. Треба да се моли Исус за водство. Дали се тоа сатаната влегува во твоите мисли, ти ги вметнува и ти мислиш дека се твои, постапуваш така. Ако не ги знаеш овие мисли од Исус, љуби го својот ближен како себе си, не осудувај, прости на сите, испија горката чаша, повикај се на Исус, надевај се на Него. Тогаш ќе имаш заштита. Ангелска војска која те штити, ангели помагачи. А тој пак рече, тогаш те молам, Оче, прати го во татковата ми куќа. Значи, он наместо да го моли Исус и Отецот го моли Аврам. Ние го имаме денеска тоа во Македонија, тие се молат на се и се што. Само Исус го забораваат. Слава ти, Господи Исусе Христе, што некој повикува и кон тебе, дојди во Македонија и помогни ни. Зашто имам 5 мина браќата да им посведочи, му вели богатиот, за да не дојдат тие во ова место на маките. Па маките си кога си без љубов, и ова е место на маките. Аврам му рече, кому си му се обратил, тој ти одговара. Тие ги имаат Мојсе и пророците, нив нека ги слушаат. Во една емисија сум го кажал, можеби тоа уште еднашка, во Израел снимено сега, деновиве, значи година-две. Прашуваат израелци дали веруваат во Исус, тие велат не, зошто ние ги имаме Мојсе и пророците. Еве го тој стих. И се тепаат, се убиваат, не го спознале Исус, градат таму градби, се погребуваат во Израел, мислат дека од таму ќе воскреснат. О неразумни израелци, евреи, протестанти, православни, католици. Исус живее во твоето срце, ако ги љубиш сите, ако си им простил на сите, ако никого не осудуваш и ако се на Него се надеваш, во името на Таткото Небесен, те сакам, Господи Исусе Христе. А тој рече, не Оче Авраме, значи, некој од мртвите ако оди кај нив, тогаш ќе се покаат. Еве суштината, да им прати некој мртовец да поверуваат. Па Исус го прати. Исус воскресна. Тие го распнаа. Го распнаа Исус. Аврам му рече, што Мојсе и пророците не го слушаат, не ги слушаат, тогаш и да воскресне некој од мртвите, тие нема да се уверат. Сетне Исус воскресна, потоа тие го криеа тоа. Сака да ги убијат оние кои зборуваа за Исус. Тоа покажува, значи да се молиме во дух и вистина. Интересна книшка од за молитвата, 32 книшка, која ја приготвува интересен човек, Лоренс Новосел, кој чита одредени текстови кои се поука за Библијата. Треба да се молиме во дух и вистина. Пазете го ова. Во Библијата го има. Поклонувајте ми се во дух. Но што значи му се поклониш во дух? Па тоа значи твојот дух да се разбуди. Луѓето научени молитви кажуваат, не ги имам тој со саати. Господе ова, Господе она, го не, два збора, кога се молиш, влези во својата скришна соба. Значи, молитва која говори од нашето срце. Татко мој, не можам сам, дојди во моето срце и помогни ми. Пазете, за да се слушне молитвата, треба да застанеш пред Бог. Значи, земјата е подножје на нозете Негови, падна пред Него, тресејки се. Или се допре до облеката Негова, или го прегрна нозете Негови, или му ги изми нозете со солзите и кажа, ти можеш да ме исцелиш. Исусе, потребен си ми во моето срце. Те сакам, Исусе. Значи, не треба молитва од уста научена. Слушам молитви празни. По известен период почнам да се, не знам како да им објаснам. Луѓе, застанете пред Исус. Има луѓе што постојано се молат. Молете и ќе ви се даде. Тоа го имавме. Значи, зборуваат зборови на кои се рецитираат стихови. Цитираат. И тоа се празни зборови, ако ти не застанеш пред Исус. Ако не му го предадеш својот живот. Исусе, те сакам. Исусе, ти си ми се, оставам се земно и врвам по тебе. Знаете, тоа се суштински работи.
Значи, искрена молитва која поаѓа од твоето срце, зашто Бог знае уште пред да си се помолил, зашто ќе се помолиш. Оти молитвата станува формалност. Татко мој, ти благодарам што вака, така, те сакаме ова, ти благодариме за ова, ти благодариме. Не. Потребен си ми, Исусе, твојата сила, твојата љубов, твоите мисли, твоите зборови, ти предавам се што имам. Соврши ме. Татко мој небесен, се враќам пак. Внатрешно немо. На мојава група им велам често, застани пред Исус. Ке дојде некој од протестантските заедници и зборува со саати. Човеку, замолчи. Кога ќе застанеш пред семокниот Бог, научи да молчиш. Тој да зборува низ тебе. Значи, нема молитва внатрешна, зборови од вашето срце кои не се изговараат со устата, туку со срцето, искрена молитва, разговор со Бог, како однос на таткото и детето. Те сакам, Господи Исусе Христе, соединување со Него кој може да се направи само ако живееш љубов, дишиш љубов, мислиш љубов, ако се препуштиш во Исусовата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, ако умре стариот човек, беше мртов и оживееш во Исус, во дух и вистина. Татко мој, благослови ги овие луѓе кои ќе клекнат на колена и ќе речат: прости ми, татко, татко имаме на небесата кој создал се. Прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Земјата е подножје на нозете негови, небото е неговиот престол. Дојди во моето срце и помогни ми. Оставам се во твоите раце. И Македонија, и грците, и бугарите, и србите, и албанците, и НАТО, и Европска унија. Ова е твоја земја, го повикувам твоето име и твојата сила. Останувам во твојата љубов. Амин. Сите земни основи ке се разнишат, синови на Севишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Се што ми треба